председателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Со предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за студентски стандард се воведуваат појасни и поодговорни критериуми за сместување на студентите во студентските домови. Владата континуирано инвестира во подобрување на студентскиот стандард и создава подобри услови за живот и образование на младите. Како што веќе знаете, во моментов се реализира темелна реконструкција на студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу, кои од септември ќе бидат ставени во функција како современи, енергетски ефикасни и значително подобрени објекти со квалитетни услови за живот и студирање. Но покрај инвестициите во инфраструктурата, наша обврска е да обезбедиме овие домови да бидат безбедни, уредени и зачувани за сегашните и идните генерации студенти. Токму затоа се предлагаат измените на Законот за студентски стандард. Со овие измени за прв пат се воведува и прецизира старосната граница како услов за прием и сместување во државните студентски домови, со што ќе се спречат злоупотребите од лица кои со години остануваат сместени во домовите, а на тој начин се намалува можноста за сместување на младите кои навистина ги исполнуваат условите и имаат потреба од оваа поддршка. Дополнително се воведуваат и јасни санкции за оние кои ќе го нарушуваат куќниот ред, ќе уништуваат инвентар, ќе бидат затекнати со алкохол или недозволени супстанции, или ќе се однесуваат насилнички, навредливо, дискриминаторски и ќе загрозуваат безбедноста и достоинството на останатите студенти и вработените. За ваквите прекршоци се предвидува забрана за сместување во студентските домови во траење од 1 до 5 години. Кога државата вложува милиони во подобри услови за студентите, сосеба е оправдано да се воспостават правила кои ќе обезбедат тие услови да се почитуваат и зачуваат. Затоа овие измени не се казнени, туку превентивни. Тие се во интерес на сите студенти кои навистина сакаат да учат и да студираат во безбедна и пристојна средина. Овој предлог закон не предвидува финансиски последици врз буџетот на Република Македонија, а имајќи во предвид дека не се работи за сложен и обемен закон, согласно член 175 алинеја 1 од Деловникот на Собранието предлагаме да се донесе по скратена постапка. Благодарам.